По повод 5 јуни, светскиот ден на животната средина, во Основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани се одржа координирана акција за собирање и селектирање текстилен отпад. Настанот го организираше Сдруженијето Синтезис во соработка со општина Кочани, а имаше за цел да ја подигне јавната свест за правилното управување со овој специфичен вид отпад. Во акцијата активно се вклучија ученици, но и граѓани кои имаат можност да ја одложат својата неупотреблива облека во специјален контејнер поставен во училиштето. Тоа е пак поврзано со екологија, со заштита на животната средина. Овој пат собираме текстилен отпад и го селектираме за понатамошно рециклирање. Во нашето училиште веќе постои специјален контејнер. Не само учениците, може било кој од граѓанството, од граѓаните да дојде и да го одложи својот текстилен отпад за кој нема веќе намена, не може да го донира, и за да не ги полниме контејнерите со секаков измешан отпад, можеме, еве сега имаме можност, барем текстилниот отпад да го селектираме и рециклираме. Би сакала од името на учениците и од моје име да се заблагодарам на Синтезис организацијата и на Екотекс Фирус, што ете ни овозможи учениците тоа што го учат по предмети да имаат можност да го и практично да го применат, односно сето тоа што е научено, еве да може да го применат. Многу се посветува на екологијата во многу предмети, целите се еколошки и сега ете сето тоа можеме практично да го примениме. Училиштето било и нека остане двигател на општествените промени. Од страна на локалната самоуправа поддршката за ваквите иницијативи ја потврди Даниел Стојанов, раководител на одделението за комунални работи. Тој нагласи дека акциите спречуваат текстилот да заврши на несоодветни места. Сметам дека денешната акција е успешно завршена од страна на вечињата и сме среќни што овој отпад од текстил нема да заврши на несоодветни места, односно да се измеша со другите, со останатиот комунален смет, односно ќе заврши на одредени места, посебно ќе се рециклира и истиот тој еден ден повторно ќе биде во употреба, така што сметам дека акцијата е успешна, а имаме успешна соработка со Екотекс Фирус од Скопје и се надевам дека ќе правиме уште повеќе вакви акции во будење. Кристина Димитрова, Сдруженијето Синтезис, ја поврза денешната акција со поширокиот проект Ракотворница, што веќе 2 месеца се реализира во Кочани. Чиј прв дел беше посветен на обука за ткаење од материјали од облека и ткаенини кои повеќе не се употребуваат, а преку процесот добија нова форма и вредност. Воедно ве покануваме и вечер во 19 часот да ја посетите етнокуќата и да видите што нашите членови од Сдруженијето успеа да создадат овој краток период кој производи ги создадоа од рециклиран материјал. Од април оваа година во Кочани се поставени контејнери за текстилен отпад на вкупно 10 локации низ градот, со што на граѓаните им е олеснето правилното селектирање. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.